Здраво, Даниел, како помина настап? Емотивно, одлично, фантастично, супер. Публиката беше одлична. То сите други такмичари го кажаа и баш се одушевија. Јас секогаш им кажував дека кога ќе дојдете во Македонија ќе осетите колку луѓето овдека ве сакаат, сите вас. И тоа се потврди вечерва. Беше одличен концерт. Така, имаш ли некои ритуали како се подготвуваш пред нас? Не, немам некои посебни ритуали, но многу е потребно да можеш пред концерт да се смириш малце, да имаш време за себе и да собериш доволно енергија. И тоа многу ретко ни успева, бидејќи на сите страни сме растрчани и се сликаме и даваме подписи, интервјуа, ево. Но мислам дека сите може да бидат задоволни со своите настапи. Баш беше убаво чувство да настапуваме повторно заедно. А како се промени твојот живот после X Factor? Па како прво, значи се промени многу и тоа можат сите да го следат на друштвени мрежи или по портали или по телевизија. Мојот приватен живот стана јавен и така многу се смена за мене, но стварно си го најдов некако својот пат каде што можам да се занимавам со она што најмногу го сакам, тоа е музиката. Кажи ми, која е најлудата работа што некој фан ја направил за тебе до сега? Дефинитивно вечерва едно девојче скокна на трибина, мислам долу, фала Богу, не се повреди, многу се загрижав и ево на сите деца ве молам, немој такви работи да правите. Многу ќе сум несреќен ако на било кого нешто, на било кого од вас нешто му се деси, тоа не би можел да си го опростам. Така ве молам, внимавајте многу од такви работи. Исто многу се уплашив кога едно девојче си имаше изрежено нешто на раката тоа. И тој исто ми падна многу жал, не ми се допаѓаше многу. Наравно дека е се убаво што прават за мене, ама не ќе себе си да си наштете на било кој начин, така да ве молам на сите така да ја покажат љубовта на друг начин, да, ако може. Твоите планови за виднина? Па би сакал да продуцирам свој албум со своји песни, да извадам спот, да имам концерти, да се занимавам само со музика, тоа е мојот план.